Добро вечер и добродојдовте во уште едно издание на емисијата Здравствена абецеда. Вечерашни наши соговорници се Сибел Халити, Сарита Сейфула и Енеида Алиманова. Добро вечер и добродојдовте. Добро вечер, добро ве најдовме. Вие сте дел од програмата од Ромскиот ресурсен центар, односно вие сте стипендисти на оваа програма, земате стипендија затоа што бидејќи студирате медицински науки. Колку години земате стипендија? Оваа програма за стипендирање значи постои уште од 2007 година. Јас веќе 7 година ја земам оваа стипендија и сум дел од оваа програма. Така, сега што студираш, Сибел? Јас сум 4-та година на стоматолошкиот факултет во Скопје. И претходно бевте исто? Претходно исто така бев средношколец во Средното медицинско училиште доктор Панче Караѓоза во Скопје. Така, Сарита, вие? Исто така и јас, значи сум стипендист од самиот почеток на оваа програма. Моментално сум студент на Штипскиот факултет на медицински науки, стоматологија и сум сега 3-та година. Така, Енеида, вие сте координатор, односно асистент на координатор на една од компонентите во проектот. Ќе може ли да ни кажете зашто конкретно станува збор, кои се може да аплицираат за вакви стипендии кои може да преку Ромскиот ресурсен центар? Самата програма е поделена на 4 компоненти, каде што имаме финансиска поддршка, менторирање и Ромскиот ресурсен центар ги води двете компоненти, односно медија и компонентата за застапување. Компонентата за застапување содржи поголем број на активности каде што самите студенти подоцна во нивниот професионален, пак и во приватен живот, би можеле самите себе си да се застапуваат. Медија компонентата е покрај самата промоција на програмата, добиваме и промоција на самите студенти. Колку студенти во моментот имате што се дел од оваа програма? Во моментот имаме 56 студенти кои што се на РХСП програмата. Така, а средношколци? Сите, вкупниот број е 56. Така, тешко ли се доаѓа до овие стипендији? Што говори вашето искуство? Вие сте и во средно образование биле стипендист и сега додека студирате. Сибел? Има повеќе услови кои што треба да се исполнат за да бидеш стипендист на оваа програма. Значи да бидеш државјанин на Република Македонија, да бидеш ром по националност, да си средношколец во медицинско училиште или студент на некој од медицинските науки. И се разбира, првичните години патот на аплицирање беше преку пошта, меѓутоа овие неколку години, можеби 3-4 години, патот на аплицирање преку електронска онлайн апликација. Така, Сарита, треба ли, значи, покрај тоа што си ром, мора ли да се дојде до еден просек кој ќе биде фактички уште еден билет за влез во проектот? Значи, како главен услов за да бидеш стипендист на оваа програма, како студент ни е потребно да имаме 70% положени испити, а како средношколец, значи да се држи оној успех од 4,00. Има ли досега се случува ли некои кои се вклучени во програмата и поради тоа што не можат да го достигнат потребниот просек и да положат 70% нели од испитите, да излезат од програмата? Можат ли повторно и пак да се вратат? Вака, поради тоа што секоја година се пушта конкурсот за аплицирање и влез во програмата, дел од студентите кои што не ги пополнуваат сите услови, каде што добиваат се оди преку бодирање, оној студент или ученик кој што не ги пополнува условите, може да дојде до прекин на самата програма и на самото стипендирање. За враќање во програмата жалосно е заради тоа што одреден број на години веќе програмата постои, меѓутоа самата програма веќе работи со стипендисти кои што се дел од програмата. Сега за сега немаме влез на нови ученици и студенти кои што би можеле да бидат дел од самата програма. Прашањето ми беше во контекст на тоа дека не ги исполнува одреден дел од условите, од критериумите. Оваа година не е стипендист, но наредната година дали може повторно да се врати? Ви реков, значи секоја година се аплицира, макар и претходната година, доколку Сибелџан оваа година ја зема стипендијава и за нареднава година не ги пополни условите, тогаш не може да биде стипендист на РХСП.
Не истата А програма. не може ни да се врати. Не може ни да се врати, значи мора да се Континуирано. одржува и континуирано Да бидеш во... стипендист на Да. нова програма. Добро, покрај тоа што минатата недела имавме гости, беше машки машки со- дел од стипендистите, вечерва сме со женскиот дел од стипендистите, да. Ме интересира, минатата емисија говоревме и за тоа со комуникацијата со менторите. Како е вашата комуникација со вашите ментори? Имате ли ментори? Да, имаме ментори. Значи, комуникацијата со мојата менторка е, мислам морам да ја назначам, тоа е професорката Цијана Димова. Мислам дека од голема помош е тоа што оваа програма ни овозможи да имаме ментори. Значи, мојата менторка е жена која што навистина доволно ми помага во однос на одредени предмети, значи во случај ако доаѓаме нели до тие предколоквиумски денови, во случај ако е потребна помош, мислам дека она тука прва што ќе се потруди да ни објасни, па имаме нели секојдневно, мислам еднаш во неделата обавезно се гледаме и со неја, значи се договараме за тоа што ми е потребно и дали треба нешто она значи да ми дообјасни или нешто слично. Така, минатата недела беше професорката. Да. Кај вас науким како е со вашите ментори? Менторството, морам да кажам дека е втората најважна работа од оваа програма за стипендирање. Значи, менторите се секогаш тука за да ни помогнат за спремање на колоквиуми, испити, семинарски работи од областа на стоматологијата. Тука си за секако вид на разговор на било која тема, не само на професионален, туку и на приватен план. Така, со менторот од прва до крај сте, така ли, или се менуваат? Значи, зависи, додека си во средно училиште и си имаш ментор од средно училиште. Сега, бидејќи Но сега со еден останувате повеќе целиот година, пат. да. Да. И во текот на високото студирање. образование исто, нели, така, Да. тоа ми беше. Еве, споменавте дека и во средното и во високото образование сте дел од оваа програма. Како помага ли стипендирањето? Помагат ли овие стипендии за усовршување, доусовршување и нормално за завршување на факултет? Една по една, да. Сибел? Значи, оваа програма за стипендирање е од огромно значење, најпрво поради финансискиот дел, бидејќи го покрива речиси целокупниот трошок кој ни е потребен за студирање. Исто така помага за да се зголеми бројот на едуцирани роми во заедницата, а со тоа и да се помогне во интеграцијата на ромите во општеството. Со самото тоа, значи, можеме сведоци сме на тоа дека е зголемена стапката на образованието кај ромите. Исто така тука и менторството, кое што многу ни помага, како што веќе напоменавме во претходното прашање. И се разбира, имаме грантови за учество на академски настани, каде што ни овозможуваат да учествуваме на разни настани и надвор од државата, не само во нашата држава, и грантови за изучување на странски јазици. Така, кои грантови, за кои јазици имате искористено? Имате ли искористено такви грантови? Англиски и германски ги имам искористено, да. Супер. Кај вас од какво значење е стипендирањето? Бидејќи пред тоа нели Сибел напомена само за тоа општо, јас ќе кажам само за мене. Така. Значи стипендијата е од огромно значење за мене бидејќи нели јас сум од Скопје, а студирам во Штип. И значи со помош на оваа стипендија јас си дозволив значи да си ги надополнувам сите трошоци и на тој начин да не бидам дополнителен терет значи на моите родители. Со оваа стипендија значи успевам да се социализирам и да се овозможам сите тие работи кои што ми се мене потребни, како на пример средства за материјалите, мислам, кои што ги користиме, литературата со која што учам и тоа. Интересно е кај вас што и вашиот брат е исто стипендист во на програмата. Тој ќе може ли да ни кажете и за него? Значи, тој е средношколец, матурант во Средното медицинско училиште доктор Панче Караѓозов во Скопје, исто така е стипендист уште од почетокот. Мислам од прва година. Така ќе продолжи, предпоставувам, понатаму. Се надевам дека ќе продолжи и неговата цел е да се запише исто така на една од медицинските науки во Скопје. Така, сега ќе стопираме овде, застануваме, време е за реклами, а потоа се враќаме со оној поинтересниот дел, дека и програмата ви нуди не само финансиски, туку и можности да се социализирате, да комуницирате меѓу себе, да посетувате летни, зимски кампови, оној малку поинтересен дел.
Вчерашни наши соговорници се Енида Алиманова, асистент на координаторот, потоа Сибел, Сарита, тие се стипендисти на Ромскиот ресурсен центар. Споменавме во претходниот дел дека покрај тоа што добивате финансиска можност и финансиско олеснување за вашите родители, но добивате добивате уште друго нешто од програмата со тоа што може да комуницирате, да се социализирате, да посетувате разни кампови. Какви се камповите? Ке може ли да ни кажете конкретно за нив? Вака, значи, како што веќе напоменавте, секоја година си имаме летен камп, тука, значи, се собираме и средношколците и студентите, се запознаваме, значи, освен оној дел на обуки каде што ни содржуваат во тема, мислам, во контекст на темата застапување. Сега сме на напредно ниво на застапување. Исто така, значи, тука се случуваат оние дружбени социализирачки забави, каде што, значи, си имаме слободно време, се дружиме, играме игри во слободно време, кога, значи, не сме на тие обуки. И се запознаваме, значи, кои сме, на што сме, бидејќи не сме само стоматолози, има тука и на општа медицина, и сестри, и на високата физиотерапевти. Сибел, по колку ви траат камповите? Колку временски се? Значи, летните кампови траат по 7 дена. Најчесто се одржуваат во Охрид. Морам да напоменам дека после летните кампови секако произлегуваат ред други активности во кои се вклучени и средношколците и студентите, теренски работи, анкетирање на ромското население, петиции, собирање за разрешување на некој проблем, секако тука се и обуките за застапување, за лобирање, за лидерство, медија обуките, спроведени исто така од Ромскиот ресурсен центар. Така, имате ли учествувано во некои вакви активности, како што рековте, собирање на петиции или анкетирање на ромско население? Учествува во теренска работа, организирана од Ромскиот ресурсен центар, за мерење на крвен притисок и мерење на шеќер во населба Шуторизари во Скопје. Исто така и бев дел од активистите за собирање на петиција за носење на гинеколог во Шуторизари. Сарита, дали вие имате учествувано во вакви активности? Исто така како мојата колешка Сибел, и имам учествувано, значи, во акцијата за мерење на крвен притисок, во одржување на обуките, во обуката, значи, за карцином, превенција за карцином на дојка во градовите Прилеп, Тетово, Штип и Скопје, и во, значи, и последната петиција што ја имаме подпишувана страна на жените ромки во Шуторизари за донесување на гинеколог во општината Шуторизари. Така, Енида, до кога ќе траат овие програми? Има ли крајен рок на програмата? Крајен рок на програмата, нажалост, тоа е жално, мислам, за да се каже, дека би имало крај. Меѓутоа, Ромскиот ресурсен центар заедно со Институтот Отворено општество со сите сили се бори самата програма да продолжи и понатаму, односно да се добие поддршка од самото министерство, каде што веќе поголем број и дел од министрите ги имаме посетено, имаме доста состаноци поминато, каде што пак од една страна имаме добиено зелено светло дека самата програма како програма е многу добра за да дојде до нејзин крај, така да се надеваме дека нареднава година и најкасно 2016 дека самото министерство би ја презела програмата за нејзина имплементација. Така, позитивните реакции се дека... Да, имаме доста позитивни реакции од страна на министрите. Минатиот пат момчињата, еден од нив беше специјализант. Годинава ќе има ли нови каква е ситуацијата? Ќе има ли нови специјализанти? Имате ли веќе колкав е нивниот број? Со оглед на тоа што секоја година стипендистите се добиваат, се отвара конкурс каде што секој би можел да аплицира. За специјализанти не би можела да дадам баш и точен број, за тоа што пак се зависи од самите студенти дали би продолжиле со специјализација, меѓутоа сега за сега ги имаме доста. Вие планирате ли да специјализирате понатаму, да сте дел од програмата, бидејќи сте 4-та година, 3-та, на средина сте некаде? Па се надеваме дека ќе стигнеме и до тој дел. Сега да дипломираме, а понатаму кај што ќе не води патот.
Така, можеме ли да кажеме дека оваа програма помага во креирањето на медицински кадар од ромска националност? Колку сте веќе? Се знаете ли од прилика? Па можеме да се пофалиме со веќе дипломирани доктори кои што ги познаваме и кога ние нели бевме средношколци, па тогаш ние се запознавме, они веќе беа на крајот од студирањето. Значи, од прилика мислам дека за сега имаме 20 дипломирани доктори, 3 дипломирани стоматолози. Од тие ја што ги познавам оваа година и баш толку не сум запознаена. Сибел, вие колку сте од прилика науким таму? Многу повеќе за разлика од другите градови. По мое знаење, мислам дека сме повеќе од 30 до 40 студенти, само за студенти зборам, а за бројката на средношколците малку поголем. Да, малку поголем. Добро, ова е краток разговор, интересен за она што се случува, каков е животот на стипендистите кои се дел од оваа програма која имплементира Ромскиот ресурсен центар. 4-та година при крај, вие што туку почнувате 4-та, вие сте 3-та, понатаму кои се вашите планови, вашата иднина, каде ја гледате? Ја гледате ли овде во државата или планирате како и многу млади луѓе да замените надвор? Па за сега и такви планови не можеме нели да направиме, бидејќи се уште, мислам јас за мене, се наоѓам на точната средина, што би се рекло, и се надевам дека прво ќе дипломирам, а за понатаму ќе видиме како ќе не... Се разбира доколку има можност, зошто да не? Сепак ние сме тие што треба да ја предводи ромската заедница. Би останале овде? Да. Јас ви благодарам за разговорот, и и на вас ви благодарам за гостувањето. Се надевам дека она што беше важно за програмата која вие имплементирате, го опфативме и ги кажавме сите оние детали кои треба. Кога ви имате нови конкурси? Во мај. Во мај. Тогаш студентите и средношколците треба да аплицираат, така ли? Тешко споменавте дека сега е веќе по електронски пати и малку полесно е. Со лесното ли? Кој е начинот, тоа не го споменавме, кој е начинот да аплицираат средношколците, студентите? Споменавте дека во мај се распишува огласот. Во мај се отвора, конкурсот е веќе отворен. Начинот на аплицирање мислам дека и претходно спомена самите студенти. Од ваш аспект беше. Дека се остава на самиот студент, каде што нели веќе се аплицира онлайн. Односно се зависи кога самиот систем ќе биде отворен и кога самите студенти би го завршиле пополнувањето на онлайн апликацијата. Кога ќе ги имат резултатите, првичните резултати, се чека во исчекување, ги оставате ли подолг временски период или се... Како и претходно нели што напоменавме, дека дел се чека за да видиме што би се случувало понатаму и за крајен резултат, па макар и за точната бројка за наредна година на РХСП стипендисти, мислам дека од моја гледна точка студентите добиваат одговор кој што го добиваат барем не дека не на време, меѓутоа покасно отколку што треба да биде. Меѓутоа се водат напори тоа да се промени, каде што пак самата бројка на самите стипендисти и промената на онлайн аплицирање го прави самиот систем да биде малку потежок од претходно. Така, јас ви благодарам за разговорот, на вас ви посакувам успешно студирање, да се дипломирате, а потоа своето знаење, своето умење да го стекнете во заедниците каде што живеете. И ние на вас ви благодарам за гостувањето, се надевам се гледаме и во друга емисија. На вас, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер. Довидување.